Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Железничкиот патен и карго сообраќај на релација Прилеп-Битола ќе ги олеснува проблемите во патната инфраструктура за време на изградбата на автопатот. За поголема безбедност се подготвува техничка студија за регулација на сообраќајот со детекција на критичните точки во Прилеп. Во Цепенков забавна театарска представа за 600 првачиња во рамките на кампањата да ги заштитиме децата во сообраќајот. Времето денеска сончево, попладнево се очекува промена на временската состојба. Урбан маркетинг. За сите вас, најубави јајца за среќни велигденски и првомајски празници. Живинарска фарма Долнен и Прилеп. Гостилница Еснав, ваш одличен избор за семејни прослави, роденденски забави, деловни состаноци и средби. Бирајте мудро, бирајте паметно. Гостилница Еснав позади бизнес центарот во Прилеп. 30 години заедно со вас, Трио 95 Прилеп. Среќни велигденски и првомајски празници со производите на Трио 95. Нудиме полиси за автоодговорност, зелен картон, патничко осигурување, каско осигурување, имотно осигурување, здравствено и животно осигурување. Ексклузивни застапници сме за истоимената полиса за животно осигурување Протектор, која може да ја добиете исклучиво кај нас. Посетете ги на новата локација, проверете на веб или на Facebook страната Протектор, Друштво за застапување во осигурувањето Прилеп. Телефон 073 555 006 во близина на Чумовчанец. За внимание, почит и грижа на старите лица, контактирајте не денес на 078 430 140. Хомкер Прилеп, агенција за грижа на стари лица. Урбан маркетинг. Согласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Стариот легендарен шпански воз од поранешна Југославија, кој лани беше репариран, летово ќе вози на линија Битола-Прилеп и обратно, за да го олесни сообраќајот меѓу двата града додека не се изгради автопатот. Возот ќе биде со капацитет околу 150 патници. Воведувањето на возната линија Прилеп-Битола-Жабени и обратно ја најави министерот за транспорт и врски Александар Николовски на 16 април при посетата на Битола. Работиме со македонски железници, инфраструктура и транспорт најдосна до јуни да пуштиме меѓуградски воз кој би оперирал на линија Прилеп-Битола-Жабени. Оние кои имаат дневна потреба за патување меѓу овие два града, а и оние кои работат во индустријската зона Жабени, да го користат возот. Ќе одиме со промотивна цена за повратна карта од 150 денари, што е најевтино што може да се најде на пазарот, рече тогаш Николовски. При работната посета на Прилеп, тој вчера најави дека ќе се возобновува и железничкиот карго сообраќај. Се изработува оперативниот план за ревитализација на железницата и враќање на карго превозот, за што биле заинтересирани прилепските големи компании. Планот треба да се реализира за 6 до 12 месеци, при што трошоците на компаниите двојно би се намалиле. А како што кажав и при неодамнешната посета во Битола, сериозно работиме на ревитализација на железницата. Денеска пред да дојдеме тука, сакам да кажам дека имавме состанок со најголемите компании од градот Прилеп и разговаравме повторно карго сообраќајот да се врати во Прилеп, што ќе значи многу поевтин начин на транспорт за компаниите и ќе значи повеќе работни места. Тоа е нешто што во минатото функционирало, за жал во моментов не функционира, од причина што железница беше доста долго време девастирана. Направивме план оперативен, кој што треба во следните 6 месеци до една година да го реализираме целосно и целосно да ја заживееме железницата. Тоа многу ќе помогне и за екологијата,
за да се намали камионскиот сообраќај, но исто така ќе помогне и да се заштитат големите инфраструктурни проекти кои што ги градиме. За поголема безбедност се подготвува техничка студија за регулација на сообраќајот со детекција на критичните точки во Прилеп. Градоначалникот Продановски посочи дека студијата ќе придонесе за креирање на најсоодветни сообраќајни решенија кои ќе бидат потоа внесени во деталниот урбанистички план. Таа студија ќе се изработува на ниво на цела општина Прилеп и би била приклучен документ кон новиот генерален урбанистички план. А решавањето на овие крстосници, ако мислам дека за отприлика 10 дена техничкиот факултет би можел, најпрво би ја разгледуваме и бараме мислење на технички факултет за крстосницата кај нова автобуска станица, затоа што во шпицните часови таму невозможно без чекање од 15-20 минути да се помине таа крстосница. Бараме решение, предложивме ние кое размислување го имаме, но бројките ќе го дадат конкретното решение, затоа што има параметри како се уредува една крстосница. Горниот прак 1200 возила на час за да биде кружен тек, ако ги надминеме тие параметри, согласно моето скромно искуство, би ги надминале, тогаш ќе бараме понуда на друго решение на Во Цепенков денеска забавна театарска представа за 600 првачиња во рамките на кампањата да ги заштитиме децата во сообраќајот во организација на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата. Со кампањата се офатени најмладите, а ќе следи едукативна кампања и за матурантите која изминативе години вродува со плод, рече Горан Ангеловски, председател на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата. Во рамки на кампањата да ги заштитиме децата во сообраќајот, реализира превентивно-едукативна театарска представа под насловот "Застани, погледни па на пешачки промени". Со ова едукативна превентивна кампања сакаме да изразиме, односно да ја подигнеме сообраќајната свест и култура кај најмладите учесници во сообраќајот, а тоа се децата. Со оваа представа истите ќе бидат запознаени со основните правила и прописи како самостојно да учествуваат во сообраќајот. Се со цел да не ни се случуваат несакани последици, а тоа се сообраќајни незгоди во кои би страдале тие, а тие се нешто највредното што го имаме како општество. Танц студиото Зодијак при Центарот за култура Марко Цепенков со целовечерен концерт во големата сала на 29 април утре во 20 часот ќе го одбележи 27-миот роден ден од своето постоење и ќе даде свој придонес во одбележувањето на Интернационалниот ден на танцот 29 април. Влезот е слободен, но заради протокол и безбедност на сите во салата ќе се сместуваат само лицата со влезници до исполнување на капацитетот. Услугата е прв дојден, прв услужен. Влезниците ќе може да се подигнат 3 часа пред почетокот на настанот од билетарницата на Центарот за култура Марко Цепенков. Настанот е поддржан од општина Прилеп. Временска прогноза. Времето денеска претежно сончево со мала до умерена облачност. Во попладневните часови се очекува локална нестабилност со повремен дожд и можност за изолирани ретки грмежи, а дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Во Прилеп сончево со мала до умерена облачност и слаб променлив ветер. Минималната температура се спушти до 8 степени, а максималната достигна до 22. Според најавите, до крајот на седмицата ќе преовладува променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд. Утре се очекува појава на нестабилна облачност со пороен дожд и грмежи, а во четврток на повеќе места ќе има пообилни врнежи поради продор на постуден воздух од север. На планините ќе има услови за дождот да премине во снег. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, април 2026 година. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески.